Здраво, живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Панче. Здраво, Марина, како си? Сега ја тебе да те прашам. Да. Ти цело време ме прашуваш како си, јас со моето ноже, со копанчиња, со вака, со така. Ајде кажи Да. ти сега, крилцата како се... Јас сум добра, јас сум супер. Кога ќе се пушти епизодава во етер, сега малку порано снимаме, кога ќе се пушти, јас ќе бидам сред испит во Франкфурт за државен преведувач по македонски. Држите ми среќа, ако положам, здравје во јуни последниот испит и после тоа... Не да ти држат, треба да ти ја пуштат. Да. Баба ми или мајка ми на времето вода фрлале по лесвици, да одело како да течело како со вода. Значи, у Гизен која река е таму? Има река, нели? Има лан, да. Епа цела, па лани тука тече удиц. Епа цел лан на ти тече према Франкфурт таму. Фала ти, Панче, и кај нас и во Скопје исто секогаш фиксно мајка ми ни фрлаше чашка вода пред прв школски ден. Секоја школска година ми беше окей, така да сигурно сега некој пак ако ми фрли вода, сигурно ќе положам, така да ќе пренесам на домашниве. Ама верувам дека и без вода ќе положиш, така да не си правам некои многу големи геданкен за тоа што ќе биде и како ќе биде. Тебе те бива за тие работи. Ти има частење. Фала ти, се надевам стварно тежок испите, ама се спремав и таман си е темава. Ја чепнуваш сега темава со јазици, со преводи, со ова, со тоа. Да. И можеме да речеме дека темава денеска, или ќе ти го поставам прашањето, Марина, интегрирана ли си тука? Па, јас се осеќам искрено интегрирана. Се осеќам тука ангекомен, што викаат. Сега, што значи интеграција, како секој тоа си го чувствува, си го перцепира, тоа е малку различно. Мислам дека тројца да прашаш дали се интегрирани тука, што живеат, други параметри ќе ти кажат за тоа зашто они мислат дека се интегрирани. Ама јас за мојот дел, вака после 17 години, можам да кажам да, интегрирана сум. Мојот процес на интеграција инаку се зезам баш дека доживеа еден полн круг минатата недела, кога една поранешна колешка од бюрото за странци ме праша дали сакам да му бидам кума на незиното трето бебе. Премногу се израдував, многу голема чест ми направи, секако дека прифатив. И така, да. Значи, тоа ми беше последен чекор од интеграција. Да, интеграцијата, кога некој германец ќе ти покани да бидеш кум, или кога викаат тука пате, да. Или патентанте, да. Тоа значи дека веќе си длабоко навлезена во интеграцијскиот живот на Германија. И така да, тоа е знак дека, како прво основно, те ценат, и како втори основно те осеќаат како нивен. Тие се тие сигнали кои што ги праќа средината, кои што ги праќаат пријателите германски, бидејќи не можеш ти да се интегрираш со македонци. Со македонци сме се интегрирани. Ама околината околу нас е многу битна за таа интеграција. Сега ја некои други работи ќе сватам, ќе фрлам еден друг аспект. Па некоја статистика ќе извадам ја. Ако, супер. Во 22.000 година, по статистичките проценки, во Германија живееле 23 милиона и 900 илјади државјани или жители на Германија со миграционско потекло. Од тие 23 милиона и 900 имале 12 милиона и 200 германско државјанство веќе, а 11 милиона и 700 биле се уште странци. И у таа статистика стои дека во 2020 година имало 213.000 македонци во Германија. Толку многу. Да. Значи тоа се официјални статистички податоци од статистичкиот завод за Германија. И тоа е, може секој да го извади, 213.000 македонци дефинирани. Сега, например, ние спаѓаме во тие 12 милиони и 200. Прибидејќи, сепак имаме германско државјанство, но сепак се
имаме миграционско потекло. Та дори и моите ќерки кои што се тука родени и од почетокот имале германско, се водат во таа група на германски државјани со миграцијско потекло. Ja. Да. Сега, например, кој ќе трнеш, кој ќе речеш што е интеграција, од латинскиот збор интеграре, интеграцијо, тоа значи дека обновување на една целина. Значи, сепак нешто се обновува, ама пак во целината. Ама за мене што беше многу поинтересно е една техничка употреба на зборот интеграција, кај што вика дека интеграцијата, како гледаме, во смисла дека е поврзување на податоци, апликации, апарати, за да се зголеми ефикасноста, продуктивитетот и агилноста во целиот работен процес. Значи, ако земеме Германија како една машина, сите ние сме делчиња од целата таа машина. И придонесуваме таа машина да функционира успешно. Значи, интеграција е успешно да функционираш во едно општество. Сега, како се интегрираме, на тоа ќе се потрудиме да дадеме малце уз муабетов. Да, добра дефиниција е ова, посебно поради тоа што, да, првенствената дефиниција за интеграција уствари од технички, кога ќе побара човек на Google, е од технички аспект, ама кога ќе подразмисли малку подлабоко, да, тој систем од технички аспект може да се преферли на општеството како систем за себе. Да. А што мислиш, кој е одговорен за интеграцијата? Лично ние или има и други фактори? Лично ние да, ама дали има и други фактори? Да, ова е многу добро прашање, бидејќи мислам дека различно го гледаат многу луѓе, односно различно го гледаат дојденците, што се тука странците и германците. Од германска страна можам да кажам дека како главни актери во целиот процес на интеграција се гледаат само и само странците. Пустил они се тука дојдени, треба да знаат уште пред да дојдат тука какви се условите, какви се правилата, прописите, обичаите, да се навикнат, да се приспособат на системот за да може да функционираат и оние и системот. Меѓутоа, јас од аспект на странец, ќе кажам дека и државата и германците се многу важни актери при целиот процес на интеграција, бидејќи тој процес може да се одвива само во опуштена атмосфера, кога странецот знае дека не е дискриминиран и дека нема да го осудуваат ако направи можеби некои грешки во целата таа насока, ако знае дека нема да биде осудуван за некои своји обичаи што ќе се ги понесе тука и што ќе си ги негува. Нормално нема никаква причина човек да заборави се што бил и идентитетот кој што си го изградил и кој што си го носи, само поради тоа што доаѓа во друга држава да живее. Тоа за жал е посакувано од некои, ги следиме политичките случувања, некои движења на некои партии кои што повеќе би преферирале процес на асимилација на странци отколку на интеграција. Тоа е на комплетно заборавање на свој идентитет и станување на германец. Значи, ти очекуваат странците да станат германци. Да, точно. Меѓутоа, странците, или да речем, моја дефиниција, која што кога разгледував темава, вака викам: да се интегрираш или да си добро интегриран е да знаеш кај си, а да не заборавиш од каде си. Да не заборавиш кој си, баш убаво кажано. Да? Оти, па да речем, Чаушевски, Урдинов, никогаш нема да биде Мюлер, да. Шмидт, Карл Хайнц и останатите нивни презимиња и имиња. Ако, да речем, на папирот или да речем, по она официјалното, сме ние тука. Но, како што рече ти, битно е од двете страни да се најдат недека на средина. Значи,
како индивидуа, странецот што иде, да покаже интерес, а секако во прва основа е јазикот. Ако одите невека на гости и некој ви отвори вратата, а вие не знаете да речете добар ден, добро вечер, како сте, шо правите на јазикот како што тој зборува, ќе се гледате како теле ушарена врата и после тоа он ќе ви ја затвори вратата, оти ќе рече шо да правам сега вој, зошто да го примам кога не можам со него муве да направам. Значи тој е тој прв чекор кој што, да речам, германците го осеќаат како признавање на нивната култура. И тоа они доста го ценат кај странците, бидејќи, реков ми во еден од предходните подкасти, дека германскиот јазик и сами знаат они дека е многу тежок за нив самите, а не па некој дошол од странство, до вчера кирилица пишува цело време и сега тука иде, треба германски да научи. Да, така е. Многу им е важно, секогаш им било важно и порано знам кога дојдов. Го ценат многу, тоа е многу ми е интересно што, например, еве да направам споредба, некој македонски ако учи, странец ако учи македонски, ако почне да збори со интересен акцент, на нас тоа не ни е многу вообичаено, бидејќи не слушаме толку многу странци кои што учат македонски. А германците се навикнати и уште од тогаш, значи 17 години сум тука, беа навикнати од секогаш за некој странец да го учи јазикот, да биде во процес на учење јазик и нормално дека ќе прави грешки, дека ќе има акценти, дека нема да знае дјади дас, ама тоа такви мали грешки не приметуваат, не осудуваат и со никаква лоша намера, да, тоа е добра околина. Чекај сега, зошто ти рече ди чуја, ами да рече дија чуја, ода шо ти ја знам таму. Да. Ами напротив, они самите, оти знаат дека е таква ситуација или во каква ситуација се наоѓаш, они самите ги попратат, рече слушај, вака и вака е правото. Изреката на воа е тоа и тоа, без да дори кажува, исто ти како што викаш, истото и јас бивам доживеано. Да. Ти вика, вака и ваква е работа, вака е, и па ако погрешиш, па ќе те повтори, па ќе те поправи. Нема спета него тоа ништо. Важно, ти гледа дека се трудиш, и тие се тие први чекори како што осеќаат, окей, вој има интерес да се интегрира тука. И затоа они, па ќе речем, двете фактори се битни, двата фактора се битни за успешна интеграција. Да. Не мора да значи дека ако зборувам германски, ќе го заборавам македонски. Јас сум 31 година тука. Пак зборувам на македонски. Нормално, да. За тој аспект, значи за интеграцијски аспект и јазик, тука сме, мислам, сите сложни, и германци, и македонци, и сите други странци. Тоа се гледа од германската страна во тоа што интеграција, првиот некоја понуда од германската страна за интеграција, интеграционски курс. Значи интеграцијски курс кој што го нуди Германија како држава, кој што е и доста баран. За жал нема доволно место за сите, тоа значи тоа е уствари добар, позитивен знак дека многу луѓе сакаат да се запишат на тој курс. Тука се наоѓаат и тие проблеми, контрадикциите. Океј, сакам ја да учам, ама нема место. Сепак постои таа можност. Да, постои можност, да. Дури има и таа можност бироата за странци да условуваат некој да го учи јазикот и со тоа да го направат престојот зависен од тоа, што исто дава сигнал дека по добро дојдени се луѓе кои што сакаат да се интегрираат, кои што сакаат да научат јазик. Тој курс опфаќа, мислам, 600 часови беа, 500 се за јазични познавања, се стига до ниво B1 и другите 100 се за општи познавања од општество, од политика и така натаму. Така е. Ти овие работи ги знаеш, оти си ги поминала. Пред 30 години, ја кажувам, одев 6 месеца Volkshochschule. И после тоа ти вика, толку е, заврши. Стварно? Ни А, ни B1, ни C3, ни Ш4, ништо. Сам ќе се учиш.
сам ќе се едуцираш, сам ќе си го наоѓаш патот на, да речем, во говорното подрачје. А останатото е да се речеш, окей, како ќе се најдам у околинава, како ќе се снајдам. Ко зборувам ја од моја страна, одма веднаш кога доов тука, најтешкиот вестник го зедов, на супругот да викам, дај абонирај ми го вестников, ако врска немав. Врска немав германски. Ја доов со руски. Да викам, дај ми вестник, кој е најтежок тука, да читам. Читаш, вокабуларот ти се зголемува, 6 месеци Volkshochschule и почнеш. Се пикнав у Феајн, одбојка, со одбојката, влегов у Диц, тренер ме направија, на почетокот со пантомими, со нози нагоре, раци, нози, вака, така, и они ме поправа, ми каже, причен, баган, блокн, и учиш. Да. Со тоа те прифаќаат. Да, нормално. Има различни приказни вака за луѓе како пропрат научеле јазик. Многу луѓе научиле, посебно жени, со тоа што им читаат, например, книги на германски на малите деца и така. Најубавото е тоа. Тоа е најубаво. Деца, кога имате школски деца, ја мислам дека кога децава почна на школа додат, мислам дека тогаш добив една уште плуско пуш беше тоа. Да. Фактички од нив, окей, чекај, дај писменава шо е грешката и они ми кажат, вика, слушај, воа вака датив генитив. Викам ја датив генитив од мајка го знам тоа ја. Јас од тоа малку сум исклучок, знам предминатата епизода кога зборевме со Маја и Дијана и они тоа го спомнаа дека јазикот им бил предизвик. Тоа кај мене беше малку поинако, бидејќи јас кога дојдов тука имав веќе, значи студирав германски, после 3-та година направив како пауза, дојдов тука као со намера 1 година да останам, ама еве уште терам и кога дојдов тука баш отидов да се тестирам во Volkshochschule и бев веќе на ниво C1. И таа вака ме гледа, шо правиш ти тука, шо да ти понудиме. И така некој конверзацијски курс беше, што стварно беше супер и многу ми помогна. Нормално дека не знаев секога дојдов, ама друга е основата кога доаѓаш со веќе познавање на јазик. Да. Значи, па ќе речам, основното, првото е да се разбереш. Ако не да разбереш, како можеш да се интегрираш. И после тоа, треба да се отвориш. Да? Некој ме прашаше, ти ме прашаше пред некој ден, гледате ли, и ти викам, вести гледавме. Ти викаш, шо вести гледав? Па, Тагас шоу. Да, те прашав, македонски или германски вести гледате, да. Тагас шоу, се знае шо се гледа. Еднаш од денот, германската врти. Така е, да, тоа е добро што спомна и гледање вести, односно останување во актуелни случувања. Треба тоа да се негува во државата каде што живееш, за да знаеш што се случува, што би можело да се случи или така контекстот ти даде на многу други работи, а и секако и јазикот го слушаш. И тоа добар германски има на Тагас шоу. Точно. Да. Има некои работи што ќе ги разбереш, ќе ги сватиш, без разлика дали го знаеш ти на кое било ниво. Знаеш, ние сме врзани со некои дипломи, морам да имам А2, 1, 3, што ти ја знам, 5, 4 и тие работи. Не. Тоа е само степено ти го кажува. Да. А ме интересира, имаш ли ти некои интересни работи со интеграцијата? Ја ќе ти кажам еден пример. Идам тука на почетокот и недела. Врска неам ја дека недела е мртов ден. Недела се лежи, недела се руча, недела има кафе и кухен, недела има воа. Тој викам ја на сопруга, викам, ја недела ќе перам кола и вака ме гледа. Шо ќе правиш? Викам, кола ти испирам пред куќа, кола ќе перам Тоа вика, нормален си ти? Шо правиш ли? Вика, нормално. Викам, недела, викам, Македонија, викам, се собираат, викам, пола плоча и четвртина кров го дигаат. Викам, вие тука нема оставате да правиме, да исперам кола пред... Викам, на моје место си перам вакво. Не вика никакво вакво, нема вика ни машина не се врти, ни вакве алишта не смееш да спружиш надвор. Како викам, нормално ли сте вие недела ден, недела вика само, недела вика ништо. И тоа ни остана закон, недела ништо не се прави. Се станува, се појадува, се лежи, се ужива, се чита, се шета, се
Недела е ден за уживање. И тоа е интеграција. Да, интересно што спомна недела порано дека живее во Македонија, недела ми беше најдосаден ден. Одвај чекав да заврши да почне пак, дека нели млада бев студентка и пред тоа супер живот, нели без грижи. Одвај чекам да заврши недела, да почне понеделник, да почне нешто интересно да се случува и така тука кога дојдов исто една недела се погоди после 2-3 недели, бев јас бебиситерка во една фамилија. И ајде во околината на Франкфурт отидовме на бранч. И ми рекоа еве ти мапа, буквално мапа хартиена, ако сакаш до Франкфурт да се прошеташ, нели после знаев како таму да се вратам. И ја идам со мапава од некоја индустријска област. И ја барам, ке ја одговарам. Значи на мајна ке ја одговарам со замисла дека ќе стигнам и ќе видам кафичи, ресторанчи, како што на Кеј на Скопје. Да. Во секој дел од денот, секој ден. Кеј у Скопје, кеј у Франкфурт. Да, август беше супер и вака идам јас со мапата и само ќе потрашам некој voice mine, кај мајна ја барам. И го најдов мајн, односно го најдов центарот, отидов некако. Која гледам, што да видам? Што да видиш? Никој. Само 2 продавничиња така за сувенири имаше. Отидов таму, седнав во еден кафич, некој отворен таму за пензионери беше изгледа, вода се напив и со убан на кај дома. Тоа беше неделата. Да, но тогаш ќе се навикне човек. Тоа е некако општо прифаќање на моментот дека недела е за одмарање, за уживање, за слободно време фамилија и нормално дека со тоа се имам приспособено и сега ми е еден од најомилените денови нормално. Тоа е таа интеграција. Да. Сеќаваш, окей, се навикнуваш и си остануваш на тоа ниво. Значи не викаш чекај се, ја ќе чукам теписи у недела. Да, ама и општото однесување, општата атмосфера не е таква раздвижена во недела. Се е затворено, сите комшиите се помирни, нема нели толку автобуси, да речеме, нема толку промет на улиците и така. Нема кој опција на улица у недела. Да, нема. Тоа ми беше стварно интересно и моите исто некојаш кога ќе тоа тука ќе ни текне, немаме нешто од продавница. Ајде иди купи. Танкштеле. Сигурно, да. Танкштеле, да. Некој вакво е спурено бродче од сабота. Да. Од 2 сата. Да, ќе го фатиш. Да, или на некоја. Ако немаш нешто замрзнато за недела, сиба мајката. Да. Да, и тука некои дури од почетокот кога ќе дојдат, можеби не разбираат и може и се нервираат. Како се недела ако ми треба нешто. Ако ти треба нешто, ќе си мислиш унапред за тоа. Ќе си мислиш однапред, ќе си направиш како план. Да, план и ќе си го ставиш тоа нешто во подрум или каде да имаш место. Затоа има вакво речи замрзнати работи тука. Ти замрзнато едеш. Зошто шо? Замрзнато исто шо. Испади, отвори, стави и готово е. Или портмонето у джепче, ресторанчето. Рестораните се отворени, да. Изволте, дај ми ваму, еве ти, битешен картичката и терај. Да, така е. Да, и тие се некои ситници што треба човек да ги знае кога ќе дојде тука и тоа е важно за интеграција, да знаеш како ви ticken die Deutschen, што викаат, како размислуваат, како живеат тука. Ети недела што спомнавме, ништо не е отворено. Понеделник, например, многу работи се затворени по понеделник. Многу ресторани, многу фризерници. Они на нив им е руета. Понеделник нема фризерница. Точка. Да. Ама сега, ако останеш нестрижен понеделник, вторник има. Да, така е. Улица Петок се мете. Добро, сега има и некои од покрајна, па и од град во град, сега тука јас кај што живеам, има реално странци и си перат и во недела и се има така повеќе галама отколку во село кај што имам живеено, ама лично мене тоа не ми смета. Ни у село ни се лутат комшиите недела ако пере машината. Ние слушаме, до нас има комши, така се пере машината и на сопруга и викам, види ги вие. А германци се, знаеш, германци, види ги германци, недела перат. Осте ги вика, не е ништо тоа. Они се тоа. Океј, викам, ајде, уживај. Да, добро, интеграција
оди малку подлабоко, мислам, од овие вака површни теми што ги нашнавме се со обичаеви со ова, но добро е да се знае. Интеграција како таква, спомнавме дека ни германциве не знаат што значи, да го прашаш што значи Германија, што е интеграција, ќе ти каже дека странецот што е дојден тука треба да се држи, да се придржува до правила и прописи и да не, например, да не врши кривишни дела, да работи, да знае јазик. Тоа е малку, не знам, не е некако во сите сфери на општеството сватено, па и релативно нова работа. Јас од 2005 година интеграцијата уствари ставена како државна задача на Германија. Тоа историски гледано е пред 3 дена, мислам, нова задача и мислам дека ќе трае уште некое време додека да се направи некој консенс за ова, додека сите бидат тука негде со мислењето и со знаењето. Исто така ние збориме за интеграција сега на македонци, нели нормално, ние сме македонци, тоа не засега нас. Реално не сме ни толку далеку вака од германскава култура во стил на и ова е христијанска држава и нашата е христијанска држава и не сме толку многу различни, ама тука има и други националности и други религии. Нели има многу муслимани и тука исто мислам дека треба да се направи прифаќање од сите религии, од сите националности, значи ние како македонци да знаеме дека ние имаме некои нели задачи како обврски во стил на интеграција. Германците да исто така да се свесни дека и они си имаат улога во целиот процес, ама и ние како странци треба да знаеме дека има и други странци и ние према нив треба да бидеме исто така отворени и они према нас, мислам тоа си е да, како што кажи ти, систем со многу единки, многу системи внатрешни кои што треба да функционираат. Многу тркалца. Да, бидејќи реално имам сретнато во многу групи, за жал, некои осудувачки коментари постои спрема други националности, спрема други религии, вакви биле, такви биле, не работеле, не ја трошеле државата, не се интегрирале и не знам, ја мислам тука секој треба, што викаат германци, ван die eigene Nase fassen, ја за мене што... Jeder muss vor seine Tür erstmal kehren. Да. Така, јас за мене треба да видам што можам јас да направам за интеграцијата. Јас како прво и најважно, јас мене да ми биде убаво и мојата фамилија, после да ме гледаат како нели интегриран член во општеството и како трето како можеме и на други да им помогнам да се интегрираат. Така да не е само јас и германците, туку јас и германците уште многу други националности. Точно, тоа треба да се гледа, интеграција треба да се гледа широко градно. Дека не е само однос македонец-германец, а и македонец-турчин, германец, афганистанец, сириец, сите се тоа. Ти што го рече пред тоа, пред 15, ја можам да речем пред 30 години зборот интеграција не постоеше. Такво нешто ќе ти рече некој, ти треба да се интегрираш. Тоа било нормално, како што реков ја, дека ти треба да се пуштиш на у тој колосек. Иначе ќе ти испаднеш од колосекот. Точка. Нема тука кога сега ќе учиме македонски, македонска црква, вакво ќе правиме, па телевизија ќе ни даат и сите тие работи. Да, меѓутоа они сака сепак нивното. Предност е таа. Па да речем, тоа што некој го донел како 30 годишни, 40 години или 25 години што го преживеа, никој тука тоа нема да го негира. Меѓутоа, како што речем, кога ќе дојдеш веќе како гостин тука, пребедите, ние сме сите гости тука, треба како прво основно на тие закони да речем, окей, тоа е така, сега во склопот на тоа се пронаоѓам сами од себе си. Со сите позитивни работи. Сега што има некој работи, некој што прави циркузи, тоа е друга приказка. Ама поголемиот број се дојдени тука да живеат сплотено со луѓето, да не ги осудуваат. Германците биле стегнати, германците биле ладни, германците биле такви. Германците се такви, од тој спрема нив е таков.
Да, добре, они си се нормално, секоја култура си има некои посебности, ма да ја викам човек си е човек и може да си најдеш исто толку добри пријатели македонци како и германци од други националности. Нормално мора да им се, мислам, треба да им се даде шанса за да се направи пријателство со нив. Они стварно малку поинаку градат пријателства, ама тие што ги направат се по моје искуство цврсти и длабоки пријателства, да. Значи нема германецот не ти прави лице. Да, лице германецот не правење. Шкандиш, ферtig. Да. Тук ми лајд, иш комениш, не можам да ти помогнам, или ќе ти каже, слушај, јас не можам сега, ама знам, обрати се таму. Да, доста директни, доста директни, така да знаеш на што си со нив. А е нормално, они ти се како врата до нова, до нивната култура. Они се може да ти кажат за германци, може да ти каже германец што јаделе, например, кога бил некој еден, например, од мои колеги кога дознам што се јадело порано, кога биле прво, второ оделение, например, јас како што може ми текне, тогаш геврек, например, кога јаде во основно, кај нив што било тоа што е познато, што така некои посебни работи што веќе денес, например, не се прават. Точно. Ама и они имаат минато. Секој има минато, па речем. Секој си има своето минато и секој си го носи својот ранец со него. Ама они си го носат со некоја друга намера на целото тоа. Ние некако многу наш ни е тежок ранецот, па не смеме да го пуштиме. Не, зошто? Ако ми рече гунтак, зошто не речем гунтак? Да. Комшијата, узграда и тие работи. Бев шокиран кога дојдов у место. Испаѓаме на шетање, не те знае никој. Значи, јас дојдов, врска неам тука. Секој што ме виде на ваквото, гунтак, после тоа поминем, гунтак. Што става работа ви, откај ме спознава? Не би вика, така е туку, алтници вика, така се вика, тука, така се надој. Ако не те познава, те поздравува. И сега, зашто ако некој ми рекол, не ме на улица, добар ден, да не врчам добар ден. Ако не ме познава. Да, добро, и тоа е малку различно во село, знам дека сите викаат, тука во град ретко кој ќе ти каже, ама се, ако им се, посебно ако им се обратиш, ако им се поставиш така, се окей, се фини. Ама така, до сега не сум сретнал некој, например, да прашаш некој германец, без разлика дали било, да не ти рече, конашиве, да те акне на шести колосек. Да, како што реков, важно е така да се стапи во контакт и да се направи пријателство со германци. Нормално дека повеќе ќе научиш за нивната култура од нив, од разговор со нив, отколку од било кој интеграционс или ориентирунгскурс. Таму тие работи што стојат таму може и на Google да се најдат. Мене, например, многу ми беше интересно само со германци работам и порано само со германци работи во Биржа за странци. Ми беше интересно кога ќе почнеа да зборат, например, порано кога биле 15-16 години, а они горе-доле моја возраст беа. И како, например, каде излегувале, како се договарале, каква музика слушале. Например, ја за мене, за моето минато, можам да се кажам, за моето детство и тинеџерство во Скопје. И тоа кога ќе се спорам со некој од Скопје, ќе ни текне и даве на времето ти текнува таму, не знам, Мусандра или кај идеме сега да не навлегувам таму. А они скроз други приказни, онака тоа ти прави слика во главата како живееле они порано. Например, многу ми беше чудно дека повеќето не живееле во град, дека туку во села и негде да искочат. Една мајка ќе се договорила и ќе зема од 600 села, ќе ги носи на некоја забава и после таму ќе ги зима. После неколку сати договорени. Например, тоа за македонец би било незамисливо, дека дискотеката обично ти беше на 15 минути пешки. Точно. Тука нема. Тука се организираат. И они се кажуваат, значи, па да речем, интеграцијата е многу битна и со децата, напоследно за луѓето што имаат деца. Децата се многу голем фактор во целото тоа, бидејќи децата се тие мултипликатори кои се ги наоѓаат другарчињата, па роден денче, па го викнало, па овака било, нака било. И нека не се чудат, например, германците се минималисти. Они се задоволни со чаша вода, со пивце едно, шишенце. Нив не им треба софра, не им треба да им принесеш. Не, нив им е битно да се осеќаат пријатно, да си направат муабет, да разберат нешто, што се
многу се интересни со рецептите наши, јадењето им многу им се свиѓа, не? Да. И тука се наоѓаат тие заеднички точки кај што треба луѓето да се отворат. Да, да. Така е. Тоа е таа социјална интеграција, што викаат баш интеграција и во општеството како такво, за разлика од системска интеграција, која што значи прилагодување, нели, на системот, на правилата, дека не треба да се краде, да се прави и други кривишни дела. Ако стои 50 да возиш. Да, затоа и некогаш кога некој странец ќе направи кривишно дело, некој убиство или некој друго тешко дело во весник или било каде тоа ако се сподели, коментарите се или дури насловот во весник е пример за неуспешна интеграција. Што е малку, не знам, малку е дискутабилно, дека и германци има што се криминал. Така статистиките кажуваат дека поголемата криминалитет го има во германскиот дел, меѓутоа од привлика тоа што темата е со странците моментално доста популарна, во оној момент кога нешто ќе се појави такво, без име и презиме, почнуваат да шпекулираат, гледај тоа, гледај ова, види го воа, они се криви и тие работи. Така да, тоа што го рече ти, социјалната интеграција е сепак една и од, можеби, главните фактори странците да се осеќаат тука добро. Да. Во основа, странецот се осеќа кога ќе осети дека ист е законот, а тоа можам да го речам 30 години, ја не сум осетил дека сум бил, иако и можеби јас сум сгрешил. Мене ми давале, што ти ја знам, ме казниле за брза возна. Ако сум ме блицале со 30, мене ќе ми ја земат дозволата, и на комшијата Шмидти него ќе му ја земат дозволата. Че тука нема некоја да речем, чекај сега, он бил германец, него нема да му земат, мене ќе ми ја земат. Или ти работи или ќе најдам некој, он ќе најде, оти се разбира. Не. Точка. Тука завршува. И тоа е тој осет што ми го дале мене. Па ќе речам, јас зборувам за индивидуално, за мен. Што сум рекол, окей, ист сум. Па и порано не било јасно како да се постави државата во однос на интеграција на странците, бидејќи многу од нив ети гастарбајтери порано и други групи не ни знаеле дали ќе останат тука за секогаш. Или не? Ја можам да кажам од приказките што баба ми кажува, 81 година ќе биде сега во април, нека и се живи и здрави годините. Кога дошле тука, вика, интеграција, школо, не пречекаа, вика, со возот у Минхен, ни кажа кај да ти не сместат, утредента не однесоа у фабриката, 2 сата да воа ќе го работи, вака ќе работи, точка, тука, а денеска чекај да научил курс првен, па вака да било, па да не, и он да имал право, не. Земање на државјанство исто така е голем фактор во целиот процес на интеграција. Се смета дека ако некој стигне до тој момент да земе германско државјанство, дека неговиот процес е дефинитивно завршен и дека е интегриран. И тоа не знам баш дали можам да го потврдам, бидејќи имаме многу примери од околината кои што не би ги нарекла дека се интегрирани, ама ете и тоа е моја перцепција. А законот за државјанство го има и текот 2000 година. Тоа е, многу млад закон. Сега ќе има промени, кој знае уште какви промени се ќе истрпи, ама и тоа и понатака сигурно ќе биде критериум за успешна интеграција. Либерализацијата они која што кажуваат сега моментално дека со добивањето на германскиот пасош ќе се изврши, да речам, интеграцијата ќе се подобри. Германците го имаат со најдобра намера. Прашањето е на другиот кој ќе го добие пасошот, како тоа го сфаќа. Дали го сфаќам добивањето на пасошот, дека у тој момент одма ќе отидам у социјалам и ќе им речам, дајте ми ги сите работи што му следува на некој што веќе 50 години живее, а јас сум дошол тука и поради тоа што имам престој 5 години и работа 5 години, и сега свршив ја работа, добив црвено книжиче со орелчето напред
и дајте ми сега тие работи. Треба да бидеме свесни дека оваа држава се што прави со умисла. Прави со умисла во тој момент кога они гледаат, окей, каква реакција ќе имаме, што ќе биде, дали ќе имаме полза од тоа. И верувам дека доколку се покаже дека тоа во голема мерка се злоупотребува, верувам дека они и ќе реагираат, како што они веќе реагираат во некои закони, што на почетокот ги форсира и однаш приметуваме, чекај сега, не е тоа, кој што рековме ние, западен, окей, им одговара западен Балкан, покачу од 50, ама си останува исто. Нема тука, дојди тука, вратата е отворена и сите ве чекаме. Не. Значи, они тоа целото го работат со умисла за луѓето да можат тука да се направат или да се интегрираат како што треба. Па ќе речам, интеграцијата не е за џаба, они толку не го прават тоа и школи, и форсираат, и учење, и признавање на дипломи, и олеснувателни околности. Че они се трудат од една страна, ама од друга страна, па ќе речем, балансот мора да биде поставен. Да, се трудат, ама и уште треба да се трудат, посебно во однос на овие курсеви, има стварно голем недостиг и на места на професори и слично. Исто така треба да се направи многу и за шансите на жените што доаѓаат тука, значи не може некоја жена да оди на курс ако нема кој да го чува детето, ако не може да се запише во градинка. Има некои курсеви што нудат и чување на дете, ама тоа се многу малку и малку места имаат. Така да има уште луфт на обим, што викаат, ама се надевам дека тоа за брзо време ќе се среди. Дека има очигледно голема желба од странците да учат јазик. За македонците, јас моја перцепција од моја околина и тие и од групиве и од луѓе што ги познавам само површно, можам да кажам дека сме добро интегрирани. Скоро сите што ги познавам учат, знаат германски или се во процес на учење. Не познавам, мислам јас, ни еден кој што не направил никакви напори да научи германски. И тоа е за поздрав. Повеќето исто така и работат или бараат работа, се стекнуваат со квалификации. Отворени се си имаат дружби со германци, со други комши од други држави, тоа не се затворени, а и додека работев во бюро за странци, тоа беше и перцепцијата на моите колеги, што на неколку наврати има кажано дека со македонци никогаш никакви проблеми немале, кои што, нели, они се директно на изворот за работа со странци и после некој време си имаш слика за некои националности какви се и како размислуваат, како функционираат. И за македонците беше стварно само пофални работи. Сигурно не е само ради мене, туку мислам дека тоа стварно им беше нивната перцепција. Ти си фактички си била во базата и ги знаеш тие работи подетално. Ја можам да го потврдам тоа. Сега јас не сум бил на базата, меѓутоа да речем, од моја консултантска куќа што ми се лаѓаат, што ми се јавуваат луѓе, значи никој не се јавува да рече дај да видам како можам тука на некоја кривина да фатам, ами сите се јавуваат со таа на како можам подобро да просперирам. И секогаш ги кажувам, да речем, тие приказки од моето искуство или мојот пат, кој како тоа ќе го свати, тоа е за секого индивидуално. Меѓутоа, во секој случај, ние сме и еден народ кој што е работен, трудолюбив, сака да просперира. Посебно, па да речем, од целите ситуации доле што се дешаваат, сепак се трудат тука нашите граѓани или нашите сограѓани, државјани да си го најдат правиот интеграцијски пат. Сега дека има некои црни овци, сега дека ги има. Па да речем, и ке германците, и ке пољаците, и ке русите, и ке украинците, се. Тоа не може да речеме дека некој не е. Кај што има дупка у законот, по некој се вика дајте да се може. Да ќе се спровнеш, ама кога ќе те закачат,
има да се чудиш одеш наслош. Да, има некогаш имам приметено поединечни коментари или постови како нешто да направам, да ја зезнам тука, што вика да ја направам балканската, да го зезнам системот, ама и мило ми е кога ќе видам дека други им коментираат како не ми е срам, ломки го направат, како не ти е срам. Ние тука даноци, работи, све, а ти вакви работи. Тоа е нормално. Да. И затоа така и размислуваат германците. Така размислуваат. Он се родил тука, германец, плаќа, работи, или викаат германците само посао, куќа. Да. Посао куќа, ама види го аеродромите, види ги секој вакво е, секој распуст. Не, сакам да кажам, има македонците исто, значи на македонска група некој пишува македонци од оздола, значи тие што се тука и што си работат нормално, они ги осудуваат таквите постапки. Треба да ги осудуваат, треба да ги осудуваат, да се исечат. Оти многу паѓа да не се враќам назад, паѓа ги германците били вакви. Да, и ние сме у Македонија такви. Забораваме ли нешто од кај сме? Не ли се лутиме дека некој друг ни зборува, дека втори јазик, дека вакво, дека такво? Сите забораваат доле што е каква е ситуацијата, а тука морало ја да зборувам германски, чекаме кај си. Да. Преска тоа што кажавме дека и германците треба да се потрудат да направат добра околина за интеграција, односно да нема никаква дискриминација од нивна страна. Ми текнува сега кога ги спомнав колегите на мојот прв ден во работната обука, јас правев као Ausbildung за јавен административен работник и првиот ден ми беше во бюро странци. И јас тогаш нова онака и тоа баш идам во бюро за странци, самата страна, значи јас тоа имав многу голема почит према тоа и покрај тоа што не беа они за мене задолжени, туку друга општина, ама сепак, странец во бюро за странци, си викам сега како ќе ме гледаат, не бев сигурна, стварно не бев сигурна дека до тогаш и немав нешто кој знае колку искуство вака на работа, нели тоа ми беше прво нешто тука што го почнав, така по-сериозно во насока на кариера и отидов прв ден директно кај шефот. И си викам, ајде, мечка страв, мене не страв, идам да се представам, тука сум и онака, нели, као вработена. Првиот одел беше таму, после тоа се менува одели, нема врска. И добар ден, јас сум таа и таа, викам, јас сум од Македонија, он ме примети дека и тогаш, нели, малци акцент. И, од Македонија, и вика, јас си купив баш пред некој ден, вика, едно CD од еден бенд од Кочани. И вака ја немав спиено, че бе возбудена прв ден, викам, ова го сонувам или слушам дека шефот на бюро за странци си купил CD со музика од Кочани, вика, некој брас бенд, знаеш, со труби, со такви работи. Плеш музика, да. Вика, супер е, си ги слушам, ама тие, вика, се само да ги слушаш ако си имаш напијано некоја шливовица. И вика, и сега не знам што да кажам, вика, да, супер. Викам, добро, така ми почна, нели, со други професионални муабети, али тој момент мене многу ми значеше реално, како некој што бил здрвен и стигнат на прв работен ден и он ми сигнализира, окей, знам која ти е државата, знам од кај си, знам каква музика се слуша таму. И покажувам интерес. Го респектот ти го покажува. Значи, одма ти кажува до знаење дека не е ништо страшно. Ополабави се е во ред. Ако си странец, ја не те гледам како странец, прибидејќи ја купувам CD-то и твојата музика да слушам. Да. Прашу Германија дали ја знаат Хелена Фишер. Да, во Македонија не. Дори добро што не ја знаат, не треба да ја знаат. И така, добро, мислам дека опфативме некои аспекти што за мене вака и сигурно за многу интеграција можеме да зборуваме и за прошлата тема, ами за оваа тема може да зборуваме денови и ноќи. Да, добро, не е ни дефинирана некоја тема, тука е стварно работа на свое гледање, на свое разбирање. Битно е да кажеме дека или да укажеме што може да се подобри, да речем, да се направи тој чекор, да се отворат, да не бидат така затворени, да не биде само Пинк. Да, окей, Пинк е добро. Звезде Гранда има. Не е битно. Тие ќе ги има секој ден и Канал 5 ќе го има. Ама гледајте Перфект Дина,
гледајте First Date, гледајте Pro7, гледајте RTL, гледајте прво поготово ARD, CDF, без да им правиме реклама тука. Тоа се тие медиуми, читајте вестници. Јас што викам по некои жени, вика како? Абе, слушај, имаш Лара, имаш Лаура, имаш Леа, имаш Билдеа Фрау. Да, и не само тие, јас и толку долго што сум тука и студирала германски и се, па пак секогаш сум заинтересирана да си го подобрам речникот. И ми стига мене, например, секоја сабота Frankfurter Allgemeine Zeitung, што е многу добар вестник. Сварно 30 година го имам абонирано тој веќе. Секој ден. Да, супер е. Мене многу ми се допаѓа и вака во вистински вестник, не e-book или електронска верзија. Читање, стварно, да. Значи го спомнавме јазикот како најважен елемент во интеграцијата. После спомнавме за обичаи, за секојдневни работи, читање на вестници, нормално и гледање на германска телевизија никако не може да штети, освен ако не е нешто што оди преку ден, тоа не е препорашливо, такви некои Менјам жено или што ти ја знам. Харци, да, има квалитетни емисии. Да, исто почитување на правила, прописи, тоа треба да биде подразбирливо само под себе, ама ете тука да кажеме, спомнавме дека е препорашливо да се дружите со германци, барем два-тројца пријатели, колеги. И се пријателството со германците е сосема друго пријателство од пријателството со македонците. Да, мислам да не се лажеме, сите јас повеќе македонци другари и другарки имам отколку германци. Мислам дека најмногу од таа причина што многу по-спонтано можеме да се договорам со нив да правиме нешто отколку со германците. Со германците се знае, ќе ти каже важи за 3 недели може. Тогаш. Да. Тоа така се функционира, тоа така човек може да се нервира, да ги оговара и што ти ја знам, они така се функционираат, за да се дружи човек со нив треба тоа само едноставно да си го прифати. За 3 недели кога ќе биде зовајт, само ќе знаеш дека го имаш неговото внимание, дека е цел ден со тебе и дека ќе се поминеш убаво. И така. Секогаш имаат време нашите. Да, па добро, не секогаш и да и тоа е позитивно, тука... не викаме дека тоа негативно. Да, тука те кога си убубањ што викаат и ти си правиш приоритети како македонец нормално, не можеш секој ден после работа да правиш нешто да излегуваш, ама почесто отколку со германец е моје искуство. Добро, паѓачам, ти си малце по-млада тука, кај мене ситуацијата е друга. Ние сме дошли пред 30 години, пријателите, фамилијата, во последниот период се шири македонскиот круг на пријатели, меѓутоа кај нас е, да речем, порано било 70 германци, проценти, 30 наши, фамилија и некои други фамилии што биле на времето, децата што пораснале, што да речем, со сопругата, со шурите и тие работи. Само што не спомнав еден интересен момент. Во фамилијата имаме ние германки и снаи. Така. Да знаете дека они многу подобро го акцептираат целото. Значи, имам сна, Јасмин, она разбира македонски. Може не зборува како што треба, ма разбира. Дечкото на девојчето поголемо, лубеница, добар ден, како си, шо правиш, си ги работат тие работи, си ги зимаат, значи се интегрираат, они се интегрираат према нас. Оти знаат дека кај нас тука, кој ќе дојат роден ден и почнуваме ние. Да. Ура! Да. Ја имам од мој искуство и тоа им се свиѓа, они сакаат така, тоа е поинаку, тоа они како си се забавуваат, ама ми се допаѓа. Кога се наваат територија, кога се доле, добиваат културен шок. Оди ваму, вој сака да те види, ној сака да те види. Како вика, чекај сега, ја сакам, дојдов тука да се одмарам. Нема ту, ти си тука, ќе те носиме од А на Б, па на С, па и на Д може да отидеш. Поти сакал некој да те види. И они викаат, чекај сега, мене вам е многу. Оп, окей, добро, многу е. Ќе скратиме нешто. Јас знам, кога бевме со дечкото,
Он вика, слушай, мене вам е многу мене. Ја не можам ова темпо ваше. Вие што го правите. Да, Океј. добро да ќе се сигнализира. Ама си кажуваат. Да. Али се интегрираат и они. Па речем, ја од моја страна, ја не можам да речем дека дали било дечковциве или снаиве што ги имаме, дека некоја рекла не, само германско да ќе го тераме, или нема шопска, или нема пита, или нема на 6 паричи, и не приме такви. Не, се прави. Да. Така си прават. Значи, они се отвараат. Да. За они кои се отварат, па зашто ја да се отварам према и на комшијата да не можешем на 24 фро Вајнахтен и да му ставам пакетче на дедото. Они самите, дете позна не те знае, па да речем, пако сме село. А верувам дека тоа се дешава и у големите градови, у зградите. Тоа исто да последната точка што ја опфативме, интеграција значи толеранција спрема други култури и тоа е најбитно. Тоа да, нормално, да сме спрема отворени. други култури кои што не се, значи кои што не се германски, значи други култури освен германската. Не само бидејќи има стварно многу националности, да. Ги има многу, лесно може човек да потпадне во некој таков став да каже па сега јас сум подобро интегриран од нив или македонците се подобро интегрирани. Ако веќе примети некој такво размислување кај себе, може да се така да се сопре на време, да си каже дека не ја знаеш нивната приказна, не знаеш колку време се тука, не знаеш какви дали уопште можеле да се спремат на интеграција тука. Значи знаеме дека има многу бегалци тука, тие не се спремни, не може некој што дошол тука со работна виза или со друга виза, психички се спремал, јазично се спремал, отел на курс, нешто правил за да се спреми за Германија, тој некој што му летнала бомба врз куќата, не знаел баш кај ќе заврши. Тој сосем со подруга намера и со подруга цел иде тука, отколку да речем нашиве или другите држави кои што идат тука со цел да просперираат, да работат. И он иде тоа, меѓутоа неговата првата цел му е да спаси глава. Да. И он и неговата фамилија. Да, ама на прв поглед тоа не можам да го знам, нели? Јас гледам само некој што изгледа поинаку од мене, друга боја на кожа и тука треба отварање. Така да, без предрасуди. Јас само ќе речам, верувам и ти ќе се сложиш со мојата можеби дефиниција, да знаеш кај си, а да не заборавиш од каде сте. Со ова ве оставаме на петочно во Германија со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.